Македониjo, uvažavam te. Zemljo makedonska, zemljo tursko-rodska Makedonijo, uvažavam te. Uvažavam tvojke Makedonijo, gori i visoki. Почитувани гледачи, навистина имам драгоценна можност, не знам по кој пат да разговарам со нашата легенда, нашиот великан Андон Дончевски, на сите вас познат, човек кој што даде големи резултати за напредокот на македонскиот фудбал. Неговата историја е богата. 88 години, нема да ги сите 88 години да ги изборуваме, но ќе се вратиме на Дончо во колку години е во спортот и што му остана од спортот. Роден е во Кавадарци и последното доаѓање од Австралија, желбата му беше да го посети Кавадарци. Да кажам, јас сум почестен што сум тука, што можам да дадам едно ретроспектива за оноа се што се случувало со мене во приватниот и во спортскиот живот. И кога се навраќам на сите тие моменти од дете, од кога сум дојден во Скопје, па до ден денешен и мојот предизвик беше да дојдам, да потагувам за децата од Ваташа. Ви сте па, место да се радувате денес и отидовте, нема да ве заборавиме. Ви сте столбот на Македонија, сите знаеме за вас и никош нема да ве заборавиме. Зверовите ви сте па вас, физички не сте тука, меѓутоа умствено и вие сте наш водител за доброто на Македонија, за оваа Македонија. Меѓутоа не е како што ја сакавте вие и ние. Меѓутоа пак ќе си стане таа Македонија што ја сакаме сите, освен тие што не ја сакаат. А тие што не ја сакаат се нашите одродници. Меѓутоа, останувате стално во нашите сеќавања.
Златни деца. Златни деца. Што бевте криви вие? Тие зверови што ви сте па. Ние установете посекавање. Вашиот пример. Стално го носиме и ние, што сме го години и тие што доаѓаат по нас. Убави. Убави на дедо Дончо, убави. Убави на дедо Дончо. Деца на непокорбевте. Вашиот спомен ќе остане во секој чесен македонец. Тогай се народ поdigna илјадно. Тогай се народ поdigna илјадно. И тргна смело да затресеме фашистско клето за навек. И тргна смело да затресеме фашистско клето за навек. И како 6,5 годишно дете е преселен во Скопје и во Скопје ја почнува точно како мал ученик би рекол да се занимава со фудбалот. И до ден денеска останува заедно верен на фудбалот и верен на луѓето кои што работат за македонскиот спорт. Го сака, бидејќи има многу знаење, има многу поуки, и има многу премрежја. Тоа се многу години како активен играч, тоа се многу години како тренер, како селектор, така да мојот живот е одбележан само со спортски настани. Тие спортски настани биле насекаде присутни. Дали во Македонија, дали во бивша Југославија, дали во земјите кај што сум работел, Тунис, Алжир, Кипар и како фудбалер во Торонто, во Канада. Како играч, да. Како играч. Да. играл Меѓутоа да се навратиме на радоста ваша, 61 година, купот на Југославија, Вардар Вартекс, најголемата радост на вас, а и на нас кои што ве следевме. Во Белград 2:1. Драги слушатели, се јавувам од стадионот Југословенската народна армија. Овдека се слијани желбите на сиот македонски народ, желбите на правите љубители на фудбалот, финалето на Југословенскиот фудбалски куп да помине во фер и спортска борба. Да спомнам и тоа дека овдека времето е прекрасно, белградско, топло, мајско сонце грее, а исто така тука се слијани желбите за успех, за прв најголем успех во историјата на македонскиот фудбал. Вардаците на оваа следба ќе настапат во овој состав. На головте Георгиевски, бековска двојка, Вучит Долов, Анđушев, во халфлинијата Дацевски, Божиновски и Трајчевски, а во напад Илиевски, потоа Владо Николовски,
Велковски, Дончевски и Шуничевски. Судиска тројка, драги слушатели, е позната, бидејќи ова е последна средба на судијата Божо Станишич од Сараево, кој што се опростува од судиската свирка. Да спомнам и тоа дека на оваа средба тимот на Вартеч се настапи во одличен состав на гол од Франческин, Шибин и Горичанец, Пикл, Храјн и Крлежа, Родич, Ројник, Матковиќ, Јурец, Црнковиќ. Тоа е тимот кој ќе се бори за овој највисок трофеј. Да додадам и тоа дека овдека на оваа средба присуваат голем број навивачи не само од Македонија, туку и од Хрватска. И не само тоа, денеска Белград како да се чели полека на стадионот на Југословенската народна армија. Времето остава можност да кажеме дека на вистина ќе бидеме сведоци на еден убав спектакл. Туку што заврши настапот на танец, туку што заврши песната, македонската песна, но затоа продолжуваат македонските ора, тапаните, тука се слеани желбите и преку македонските народни песни и ора, сето тоа создава еден посебен амбиент. Колегата Никола Стодатов, со кого го вршиме преносот, убаво рече во почетокот дека на вистина се чувствуваме овдека на стадионот, како се наоѓаме на стадионот во Скопје. Со еден збор овдека е пренесена вистинска права македонска атмосфера. Морам да речам дека времето е такво што дава можност да гледаме убав и квалитет фудбал, а ќе бидат исполнети нашите желби. Вардар да победи и Вардар да го понесе купот и да се врати во Скопје со овој највисок трофеј. Пред оваа средба ги регистрираме изјавите на фудбалерите. Сите се оптимисти, меѓутоа оптимисти се колку они од Вардар, толку и од Вартек. Тоа уште повеќе ја вжештува атмосферата. Да додадам и тоа дека над преварот ќе го судат познати фудбалски суди, меѓутоа морам да спомнам и тоа дека сета атмосфера упатува на заклучок дека денеска на 14-тото финале на Југословенскиот фудбалски клуб се слеани желбите на Македонија, но и на Хрватска, дека се слеани желбите на сите љубители на фудбалот, овој трофеј да падне во рацете на оној што ќе биде подобар. Ние веруваме и очекуваме дека тоа ќе бидат фудбалерите на Вардар напред, наши вардарци напред со желба да се исполни она вековно очекувана желба во историјата на македонскиот фудбал да биде забележан најважниот историски миг, а тоа е да излеземе на европската фудбалска сцена. Токму така против Вартекс од Вараждин ги победивме со головите на незаменливиот Мирко Илиевски Николовски и Владо Николовски. Да. Тие два гола придонесоа да бидеме куп победници на таа бивша Југославија. Така да понатаму одат и 87 Вардар станува шампион на Југославија. Председател беше Шајбер, имаше многу Златко Шајбер, меѓутоа ја донесе вистинската одлука да Вардар стане шампион, а тој ги казни Партизан Звезда. Меѓутоа тоа беше голема радост за македонските симпатизери, бидејќи сепак во историјата на фудбалот на Југославија и на Македонија останува таа година како шампиони, а вие како тренер. Всушност, ние и ја заслуживме таа шампионска титула заради тоа што во меѓусебниот скор Вардар со Партизан, со Хајдук, со Црвена звезда, со Партизан, ние бевме поуспешни и ги победувавме и во Скопје и на нивни терене. Затоа е таа заслуга на Вардар, на целокупниот Вардар. А тие што биле
нещо казнете, тия заслужи и да ги изтераат от лига. Во Италия немаше такви прошки. У Италия еден Торино го избрка од прва такви И во Франција, Бордо, да. Имаше многу примери во Европа, каде што не се почитуваше наместените резултати, но за жал и денеска најголема катастрофа е местењето на надпреварите. Но да се вратиме на 63-та, кога најдобриот тренер, според вас, и најдобриот играч македонски Джина Симоновски, ве вика на кафе и вика: Дончо, за да бидеш добар тренер, мора да завршиш школа. Со големо задоволство и пиетет кон овој великан, легенда на македонскиот фудбал, ова е најголемиот патриот што сум можел да го сретнам, патриот кој што ни влија патриотизам на сите нас, поготово на мене. Затоа секој ќе се спомнувам на Кирил Симоновски Джина, кој навистина многу даде за македонскиот фудбал. Како? На полето на фудбалот, на играњето, на тактиката, меѓутоа да не се заборави. Тој беше првиот кој што не наведе и не подсети и ни влија една доверба во која што ние во понатамошниот тек на животот во фудбалот, на играњето, го имаме секојаш пред нас. Джина Симоновски е незаборавна личност. Вие сте завршена школа за Забар, меѓутоа одите во Загреб ја добивате таа тренерска интернационална лиценца, завршувате и како професор по физичка култура, Образование, да, и култура, така се вика факултетот. Меѓутоа, и до денеска се уште сте со науката, ги следите сите убави работи, оние лошите ги сврлуваме настрана, али убавите работи ги пренесувате и на сега младите генерации. Да дополнам нешто, Башко. Јас дипломирав и на FA, Фудбалската асоциација на Англија. Во Англија, да, го има. Во Англија таму добив меѓународна лиценца на школување тромесечно во Англија, Лилесхол. Тоа е базата за спортски фудбалски тренери при Фудбалската асоциација на Англија. И тоа меѓународна диплома всушност е дозвола да можеш да бидеш интернационален тренер. Таа ја даваат и на луѓе кои што имале богато искуство како тренери, фудбалери, меѓутоа и на луѓе кои што и јазици знаеле. Строго се водело сметка. Не може еден тренер да присуствува тамо само еден јазик, ако го знае само својот јазик, од каде што е. Туку мора интернационални јазици да зборува. Тоа е англискиот, францускиот. Тоа го има напишано Рајко Митич, бидејќи Рајко Митич е еден од најдобрите фудбалери, но и новинар на Темпо, и вика едино човек кој што школуван е Андон Дончевски од Скопје и од Вардар, и треба да го следиме неговиот пат, бидејќи без познавање на јазиците не можете да бидете тренер во друга држава. А вие бевте тренер во Алжир, Тунис, Кипар и се трудевте да ги научите тие јазици. Тоа беше услов, Бошко. Таму со фудбалерите можеш да комуницираш, да ги тренираш, да ги водиш и на надпревар, да им објаснуваш многу работи, да исправаш грешки. 3 години бевте во Алжир. 3 години Алжир и Тунис бевте. Тунис, па во Кипар, исто. И во Кипар. Така да во ситуација бев да морам да учам јазик
Алжир и Тунис мора да учам беларбија. Това значи арапскиот јазик да го научам заради тоа што сите фудбалери не знаева француски јазик. Ако тамо беа французите, меѓутоа имаше млади фудбалери кои што не го знаева францускиот јазик и јас морав да учам или под притисок би рекол на председателите на тие клубови, ми рекоа сите не знаат француски, мораш ти да учиш и арапски за да може да те разберат. Инаку, ако не можеш ти да имаш врски, контакти, да ги учиш фудбалерите на нивниот јазик, всушност арапскиот јазик, и вика, нема потреба да те чуваме тука на гости. Нам гости не ни требат, нам не треба стручни лица што ќе можат да ги водат фудбалерите. И решението беше во учење на арапскиот јазик, така да тие и од едната држава и до другата ми дава полесно беше во Тунис, бидејќи прво бе во Алжир. На Сабајлија имав играчи со мене кои што зборува француски и нормално нивниот јазик арапскиот. И поручек еден така да јас интензивно учев арапски јазик за да можам да контактирам, да можам да комуницирам со нив. Ќе се вратим на 13.10.1993 година, првиот надпревар официјален македонски на репрезентација во Крајн со Словенија, кога сите заминавме во Словенија, мислевме да биде нерешено, но вие секогаш бевте, вика ќе ги победиме словенците. И победивме со 4-1, голот го постигна првиот Бошковски, вториот Дарко Панчев од пенал. Меѓутоа, ќе ги погледнеме инсертите од Словенија сега, па ќе се подсетиме на Словенија, на прв пат химната македонска беше испеана. И тоа сите ја пеевме. Сите, да. Kralja pozdravlja prisotne reprezentante v imenu vseh. Панчев. Еве шансија спреманува Бошковски. Во третата, четвртата минута од надпреварот. Сумала Панчев, Бошковски, нашите неисторени фудбалери, еве можност да се развиорат нашите знамиња на стадионот во Крајн. Но ќе се вратим на една година многу значајна, веднаш на Брисел. Таа беше година која што се работеше за останокот на македонскиот фудбал. Многу перипети во Брисел, многу пречки, многу сопки од јужниот сосед, но сепак упорноста на вас и на тогашниот председател Љубислав Иванов Дзинко, па би рекол и на председателот на УЕФА и ФИФА, и многу луѓе се вклучија од амбасадите да помогнат и успеавме да го задржиме нашето вето, нашето име, нашето презиме, но со многу забелешки. Надпреварот заврши 1:1. Првиот гол го постигна Бошковски,
па да ги видиме снимките. Пален. Ипчо Марковски се нема офсайд или има? Добре, нема гол. Дилис. И гол. Тоа ќе биде 1:0 восло на репрезентацијата на Белгија. На некој начин Тройковиќ. Непрецизно. Еве шанса, дали ќе има гол? Дали не? Гол! Гол 1:1. Бошковски. Бошковски во 6-та минута од второто полувреме изравнува на 1:1. Во овој момент 1:1. Уште еден резултат што веројатно ќе се чуди фудбалска Европа. Во Брисел против репрезентацијата следнаш била втора во Европа, следнаш била и четврта на светот. Македонската репрезентација игра нерешено 1:1. Еве го, видете го, нашиот селектор. Какие братья мои? Какие братья мои? Ова го зборувам јас на помошникот и е упатено кон судијата, бидејќи првото полувреме 6,5 минути го продолжи без причина. Еве, надпреварот заврши, нашите играчи сакаат да ги променат дресовите, меѓутоа некои од белгиските фудбалери не сака да ги заменат дресовите, ете го тоа е Красон, што со Канатларовски не сега да смени дрес. И од кога дел од нив заменија дресови, другите се упатија кон нашите навијачи, кон знамињата наши да се поклонат, да им се заблагодарат за онаа поддршка што ја дадоа, а таа поддршка беше многу потребна и беше присутна. И еве како изгледа нашите и ние како изгледавме. Се враќаме на еден многу значаен настан. Чикаго. 94-та година. 94-та, да, Чикаго, кога и таму навистина тежок ден за вас како делегација, вие, Љубисав Иванов Дзинго и Илија Атанасовски представници, требаше Македонија да биде примена во ФИФА како спортска нација, но тога Јужниот сосед направи се и имаше многу двоумења. Непријатни моменти имавме. Ќе се присетим, еве, имам и снимка на кој начин го теравте Љубисав Иванов да го земе знамето, кога викаше Љубисаве, земи го, и тоа е наше, земи го. И така успеавме да Македонија биде членка на УЕФА и ФИФА. Јас би сакал да дополнам нешто. Вие дадовте образложение. Поготово ти. Ти се обраќам на ти заради тоа што си ти единиот новинар кој што 87 кога бевме шампиони имаше право да влезеш во собликувалната, да седиш меѓу играчите, фудбалерите и да слушаш моите совети, моите стручни образложенија и затоа знаеш повеќе од сите што се случувало. Овој пат јас да дополнам нешто. Ико покојни Атанасовски, генералниот секретар, го однесе нашето знаме во Чикаго. И на приемот, на тој прием, имавме ние наше знаме дадено на секретарката на ФИФА,
Всушност, Жоао Авеланш беше председател, меѓутоа, знаете, техничките работи ги спроведуваат службениците. И тая службеничка го прими нашето знаме. Меѓутоа, ние што требаше бевме кандидати за прием, во ФИФА седевме во првиот ред, неколку држави. Не прозва Жоао Авеланш и Лупче, јас така го викам, ние сме врсници, Зинго, отиде кај Авеланш, Авеланш едно убаво излагање кажа за приемот на тие членки што ќе бидат, и ја кажа и Македонија. И во тоа кажување тој вади знаме едно и му го дава на Зинго во раце. Зинго го гледа знамето и му вика на Авеланш, ова не е наше знаме. Знамето на УЕФА, на ФИФА. На ФИФА? Да. Тоа знаме на ФИФА. Да. Па му го дава Авеланш. Абе, вика, не е ова на прав чист македонско-кратовски јазик. И Жоао Авеланш уште еднаш му го дава. И јас ми издаде силата, бидејќи бе во првиот ред. Викав, Лупче, земи го тоа знаме, земи го ти, лошо ќе минеме. И Лупче го зема знамето, го отвори виде од ФИФА. И после ја прашаме секретарката ние зошто од ФИФА. Вика, имавме притисок многу од вашиот сосед, јужниот сосед, и за да не излезе скандал од нивна страна, вика, го дадовме знамето на ФИФА. И така, тоа е многу значаен ден. Ама би рекол одбележан со едни непријатности. Меѓутоа, и тоа се заврши, и не беше само една тоа, од многуте сопки што ни ги ставаа, и го земавме, и тој значаен ден придонесе тоа признавање да можеме да учествуваме и на надпревари, на турнири во рамките на ФИФА. Затоа е тој ден значаен по датумот, но и по спомени непријатен. Сепак вечерта на таа свечаност, која што ФИФА ја организираше, многу истакнати личности, во кои беше и председател на Америка, ви честиташе за потегот што направивте на еден културен, цивилизиран начин. Да дополнам. Повели. Таму беше Хенри Кисинџер. Еве имаме фотографията. Великан. Да. Хенри Кисинџер, светски број еден политичар. Утре дента одевме во бизнисот, Чикашкиот прочуен бизнис центар. И на едно место се среќаваме ние со него и Кисинџер, Хенри му вика на Зинго, на англиски, и се разбира. Многу добро сторивте што го земавте знамето. Потезот ви беше многу добар. Зинго дури му беше многу мило и беше збунет една таква личност да му честита на потезот што го земавме знамето и што станеме официјално членови на ФИФА. Така да тој потез од страна на Кисинџер во бизнис центарот и на Лупче за време на приемот беше еден значаен момент. Оти и навистина и јас се уплашив да не се изроди нешто
Ние бевме во право, ама правото е кај посилниот, како што е вообичаено. Вие за својата работа, за својот труд, примивте големи признанија од Македонија, спортски признанија, меѓутоа и југословенски признанија, бидејќи живеевме во тогашна Југославија, Му така. убава Југославија. Да се вратиме на овие награди. Го примивте наградата, признанието спортски амбасадор на Македонија. Тоа се случуваше во музеот, еве инсертите, сега ќе погледаме и вашите изјави. Врз основа на член 84, алинеа 8 од Уставот на Република Македонија, се одликува Андон Дончевски со медал за заслуги за Македонија, за исклучителната посветеност и ангажираност во своето работење и дејствување, со што даде значаен придонес за афирмација на Република Македонија во светот и унапредувањето на пријателските односи и соработката со Австралија. Председател на Република Македонија, доктор Ѓорѓе Иванов. Сега станавте, исто така ќе погледаме и тој прилог кој што приемот во Македонскиот олимписки комитет, каде што го правиме ова разговор, ја примивте и наградата заедно со Лазо Лечич, и на тој ќе се подсетиме на Лазо Лечич, спортски великан на Македонија. Тоа две награди ја доделува Асоциацијата на спортските новинари на Македонија, на Југоизточна Европа, но подкрепена, бидејќи секојаш организатор е Олимпискиот комитет на Македонија и Фудбалската федерација на Македонија се организатори. Сепак тие се големи награди. Еве ќе се подсетиме на двата приеми и во Олимпискиот комитет сега, кога господинот Васил Топурковски ви додели наградата, а Васил Топурковски ја додели наградата и на Лазо Лечич по повод 30 години од Асовите бира тасови, јубилеот. Овде и председателот на Македонскиот олимписки комитет Даниел Димовски убави зборови за вас и ве прогласи за почесен член на Олимпискиот комитет. Тоа е највисоко признание да си почесен член на Олимпискиот, како што е Васил Топурковски, почесен председател на Олимпискиот комитет, е најголемото врвно признание. Еве, имаме инсерти, ќе ги пуштиме, ќе се подсетиме на сето тоа, како се одвиваат тие работи. Сега Лазо го прогласуваме за великан на векот на македонските спортисти. И би посакал вакви великани да имаме во Македонија, бидејќи вашиот збор е онај кој што се Сигурно. Имам подпишано до 93-та. Ако правам анекс, кидам до 100. Повелете.
Да кажеме ја неколку збора. Денеска е привилегија да бидеме во иста просторија со волку прекрасни луѓе. Пред се благодарение на нашиот драг Чичко Дончев, на нашиот драг Антон Дончевски, кој што целиот свој живот го посвети на афирмација на македонскиот спорт, на македонскиот фудбал. Еве и денеска гледаме дека се уште ја држи таа харизма да не собира сите. Му благодариме се и му порачуваме и понатака тоа така да го прави. А ние ја имаме таа привилегија да денеска доделиме едно признание, кое што е еден мал символичен гест. Меѓутоа истовремено и да соопштиме на нашата јавност дека од денеска нашето олимписко семејство формално е побогато за уште еден прекрасен почесен член, а тоа е господинот Антон Дончевски. Благодарам на вниманието. Многу сум почестен ја. Мене ми трепери душата и срцето кога се наоѓам меѓу своји луѓе, што ми го вреднуваат мојот минат труд, се разбира во основа спортот и фудбалот. Владо скокаше поише од мрежата повисоко, ама па јас па бев сврдле давав голови. Таква била работа. Немаше каде и гол ги живееш. Јас да кажам заради тоа што сум навистина и радостен и почестен што Олимпискиот комитет, што господинот Васил Топурковски ми го даде тоа признание, па мислам поголема радост моја, освен оние титули што сум ги имала, не представува за мене отколку ова што ми го додели Олимпискиот комитет. Али насловот е со љубов за Македонија. И одма да кажам, секогаш сум бил за Македонија, за македонскиот народ и тие кои што биле верни на Македонија, сакам да речам, и останатите кои живеат, ама кои биле лојални на оваа Македонија, а не нелојални. Затоа мојата љубов, мојата радост, ова признание што ми го дадовте е нешто на овие години кои што ми се многу, за мене е врв на радоста што ми го вреднувавте трудот мене, што го дадов за Македонија и за македонскиот спорт. И ви благодарам на сите вас што учествувавте во оценувањето на мојот минат труд и за моите насилби што ги правев за да имаме поголеми успеси, да имаме едни убави спомени и да биде тоа предизвик и за идните генерации да знаат дека само со напорна работа, со љубов према спортот, со почит према сите кои се лојални на Македонија, да настапуваат и да имаме резултати. Имав златни деца во репрезентацијата, послушни деца. И затоа нашиот почеток беше успешен, нашиот почеток, нашите надпревари беа, би рекол, секогаш позитивни и во секој поглед, и во резултатски, и по представување на квалитетот на нашиот фудбал. Меѓутоа, за тие што ги спомна, ќе ги заборави историјата, кој се и што се, оти сите грешки се бележат, како што се бележат и успесите. Дончевски, ви благодарам што бевте гостин во ова емисија на МОК телевизија. Ви благодарам што имавте доверба во мене, што јас од вас многу работи ги научив, позитивните работи, многу шеги имало на нашите патувања кои што биле знак за радост, на веселба,
на створење на стимул, за чалендж, атмосфера. предизвик. Викам, во тие 850 емисии направивме многу инсерти сега ќе видиме во текот на емисијата. Јас започнав емисијата со една песна која што е посветена на вашите другари од Ватраша. Меѓутоа, секогаш сте биле љубител на песната, бидејќи песната е дел од спортот, па ќе завршим и ова емисија со исто така убава песна и ваша миленичка Виолета Томовска за многу години македонци. Па и личи таа песна да ја чуеме. Благодарам на гостувањето на господинот Дончевски. Се надевам дека 88 години се малку од животот, па да се надеваме дека и на 100 годишнината на Дончевски, на неговиот роден ден, ќе направиме уште неколку емисии, бидејќи тоа е она животот. Правете добрина во животот за да ве најде добрина. Злото оставете го на зловниците, на оние кои што цел живот само размислуваат на лоши работи. Лошите работи нека бидат надор од нашата Македонија. Да се осврнеме на се она што е спортско, бидејќи спортските мегдани се мегдани за надмудрување, витештво и покажување на знаење. Но не се тие за терени за одлив на национализам, идентизам и пресметки. Драги гледачи, толку за ова гостување на Андон Дончевски во спортското студио Олимписки кругови на Олимпискиот комитет, Македонски Олимписки комитет и телевизија Македонски Олимписки комитет. Благодарам. Кај што сонцето рано изгрева, таму росата цвеќе милува. Кај што птицата љубовно пеа, солзи радосници срца топеа. Гледај прекрасно сино езеро, овде љубовта нема граници. Гледај ливада цветна рамнина, овде бе песната е од давнина.
Nemojte se zaljubiti